Пролетта ни пристигна. Ја разживеа природата и донесе многу убави пејзажи. Но донесе и едни непријатни алергии кои тоа како можат да ни го попречат секојдневното функционирање. Иритација на очите, носот, грлото, постојано течење на носот, кивање, кашлање, чешање и печење на очите. И тоа сето дефинитивно го нарушува секојдневието. Како да ги превенираме, но и како да ги менаџираме алергиите? На оваа тема денес разговараме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Разговорот го слушате во продолжение. Јас би зборнал околу квалитетот на живот, односно алергиите како влијаат на неквалитетот на живот. Малце тоа се подценува, обично кога некој ќе е дијагностициран со некаков вид на алергија, тоа се смета дека е локален проблем на респираторниот горен систем и се решава со антихистаминик или локално кортико. Што во основа не е така, него е многу поопширен проблем. Значи не само што делува психоемоционално, не само што делува физички, него делува и генерално на целиот квалитет на живот. Затоа што да земеме еден пример за некој кој што е активен спортиста, кој што би имал алергија на да речеме на некој полен, сезонска алергија. Апсолутно не може да го оптимизира неговото тело, не може да ги постигне тие резултати што би можел да ги постигне кога би немал таков проблем. Не е само дишењето, нарушен е квалитетот на сонот, нарушен е генерално или целиот квалитет на функционирање. Така да тоа е... Да, јас тука само би се уфрлила и да би рекла дека тоа не мора да биде само спортски активен, него кај секој човек. Без разлика, да. Независно од возраста, како што треба човекот. Значи нарушување на функционалноста е од моментот на вдишување, односно неможноста да тоа го направи добра, сите оние пропратни симптоми кои што ја следат алергијата, од кивањето, солзењето, секрецијата и го нарушуваат целиот квалитет на живењето и нормалното функционирање. Ке кажеме носот е во прашање. И тоа како важно. Така да алергијата според мене е нешто што навистина сериозно го нарушува квалитетот на живењето. Можеби не ја сваќаме дека е сериозна, затоа што тоа се само симптоми кои што имаат сезонски карактер и не е баш така. Да, не е смртоносна, но е... Да, се одразува дефинитивно на квалитетот на животот и оној кој што ја имал и ја почувствувал и успеал да се реши, знаеш која е предноста, уствари кога ќе го најдете решението за алергијата. Да, иако ние во класичната медицина повеќе употребуваме она што е симптоматско, да ги намалиме симптомите, но секогаш има можност да направите многу повеќе од тоа само да ги исклучите симптоми. Да, дефинитивно. Значи станува збор за еден системски проблем, односно имунолошкиот систем не е така како што се кажува дека работи со зголемена функција. Не е точно, работи со намалена функција и станува збор за дисфункција на имунолошкиот систем. Да, не е таа тешка дисфункција, но сепак дава голем импакт на севкупниот, како што кажавме, да не се повторуваме, квалитет на живот. Така да во суштина ние овдека многу едноставно ја решаваме, голем проблем кој што едноставно се решава. За луѓето кои што немаат алергија, јас што би рекла, како би можело да ги разбереме сите оние кои што имаат сезонска алергија? Замислете кога е човек кога ќе заболи од некаква вироза. Замислете една недела ние не можеме да поднесеме да бидеме настинати, болни, запнат нос, не можеш да дишеш, ноќе не можеш да спиеш, стануваш. Тоа е во нашиот живот за луѓето кои што немаме алергија, а вирозата не може да не одмине, една недела. Постојат луѓе кои што имаат алергија целогодишна. Тоа е неподносливо. А сезонскива алергија, особено овие сега, кога ќе почнат да цветат сите дрвја, како сега времето кога се затоплува, тие се уште поинтензивни отколку оние кои што се целогодишни. Со страшно многу секрет од сите слузници, чешање на очи, не може да вози, нема фокус, не може да диши. Пропратно со алергија, со долго време, веќе, како да кажам, нетретирана и веќе ескалирана алергија. После се продлабочуваат и во психолошкиот и емоционалниот дел. Влијаат на психолошка состојба, тие луѓе имаат повеќе депресија, се нерасположени. Анксиозност, напади на паника многу пати се случува. Апсолутно, затоа што многу често самата алергија оди веќе понатаму пропратно со астма и преминува во астма, во алергиска астма. Да, дури да нема астма, тежнатото дишење кај човекот е тригер за оној момент каде што он ќе се исплаши за неговиот живот, недостаток на воздух. Тоа е тој тригер кој што често се случува околу нападите на паника. Видете, и самата астма, значи исто така, човек кој што не доживеал што значи да се бориш за воздух,
не знае што значи да се бориш всушност за живот. Тоа е многу страшно, многу нема контрола, сите стрес хормони се качуваат многу високо. Тука веќе не зборувам за квалитет на живот. Тие луѓе кога ќе дојде некој инвалидитет може да се ќе дојде и ќе каже имам алергија, ние од наша страна, од наш аспект, нели ќе кажеме видете тоа е многу лесна состојба која што лесно се третира, се можеме да донесеме во нормала, може да исчезне алергијата преку ноќ и самата астма, но за тие луѓе тоа веќе не е живот, затоа што и самите антихистаминици додека ги пијат може и да не помогнат, земаат спрееви за дишење. Стероидите исто имаат нели други секундарни, како да кажам, компликации, нус-ефекти кои што ги даваат. Не е само нели килажата, него настанува целосно висок притисок може да се појави. Нарушување на целиот ендокрин систем, односно гормонален систем во организмот. Во суштина алергијата треба да сватиме малку посериозно, затоа што нарушувањата што ги прави се многу поголеми. И јас би рекла, таа е болест на 21-виот век. Веќе ако претходно имаше правила дека се појавува во пубертет, сега веќе имаме пациенти кои што добиле алергија во последниве неколку години, а тие имаат 60 години, например. Да, и возрастната маргина е поместена. Се веќе без правила. Алергија добиваат многу луѓе. Ајде веќе кога зборуваме за алергија, освен таа сезонска алергија, многу имаме и пациенти кои што имаат уртикари од непознати причини. Сите тие како да кажам, екстремни реакции недефинирани на имунолошкиот систем се многу тешки за поднесување и е тешко да човек живее со нив. Така да јас сметам дека вакво темпо на живот кое што бара максимално вложување од било која индивидуа или за да придонесе во работата или во животот. За среќа, не е за среќа, тоа е сепак резултат на многу труд и работа. Во нашето работење една од најтретираните патологии е алергија. Може комплетно да се врати имунолошкиот систем во нормала, како и сите овие системи кои што страдаат поради таа алергија, што значи апсолутно може човек да живее нормално, без алергија, без астма, без терапии, да не се повторува. Ако била премногу силна алергија, може би ќе се коригира до некоја фаза да има многу блага реакција и ќе е потребна уште една терапија, меѓутоа, секоја алергија може да се истретира комплетно и да се излекува. Зависи на фактор време. Некои алергии се решаваат буквално за месец дена, некои се потребни дури пола година и година. Значи, многу фактори се. Возраст, општа здравствена состојба, нели некогаш не е само алергијата проблем, него има и други некои нели секундарни заболувања, проблеми, возраста на човекот, значи зависност. Така да, отприлика речено, 1 месец до 6 месеци или година дена зависност, нели тоа се ретки случаи, се потребни за да се комплетно се реши. Да, кај поедноставни случаи нормално и со една корекција од 45 дена комплетно се коригира алергијата.